Поздрав до сите слушатели на ЕСИ радио, за сите гледачи што го гледаат и нашето видео издание. Вие сте со шаховската емисија Шах со Љубиша Андоновски. Денес ќе продолжиме да говориме за големиот кубански шахист, за гениалниот Раул Хозе Капабланка. По неговата сензационална победа над најсилниот американски велемајстор Френк Маршал во Соединетите Американски држави, победата од 8:1, Капабланка по 6 годишна пауза триумфално се враќа во својата родна Куба, на Хавана, каде што е пречекан као национален херој. Следните 2 години тој ќе ги помине во родната земја, во родниот град, а неговото меѓународно деби е на големиот турнир, супер турнирот кој што се одржува во баскискиот град Сан Себастијан 1911 година. Некои од учесниците дури ќе имаат и против тоа анонимен шахист да настапи на вака престижен турнир, но токму оние, а тоа се Бернштейн и Рубинштейн, кои што биле најмногу против тоа, ќе бидат поразени на тој турнир. Инаку дебите на Капабланка ќе биде триумфално, тој ќе триумфира со 9,5 од 14 партии и пола поен пред Видмар и Рубинштейн. Тоа, таквиот голем резултат ќе му даде за право на Капабланка да го предизвика светскиот шампион Ласкер, но Ласкер ќе постави такви услови кои што практично ќе го направат мечот неостварлив. Имено, Ласкер ќе побара да противникот да победи со 2 разлика, значи 6-4, при 5-5 резултат би бил мечот нерешено, прогласено и воопшто ако успее шампионот да достигне до 5 победи, тоа значи дека предизвикувачот нема шанса да победи. Освен тоа, Ласкер барал да се прекинува партијата по 15 одиграни потези, односно после 2,5 часа, па потоа да се доигрува. И така натаму, воопшто такви услови кои што се разбира не биле прифатливи. Инаку Ласкер бил познат по тоа што вешто ги избегнува своите најопасни конкуренти, така било и со Рубинштейн, па и со Капабланка. Како и да е, значи тој не успева во својот обид да го предизвика светскиот шампион, прави турнеи по Европа, по Јужна Америка особено и по Соединетите Американски држави, игра рекордни симултанки со огромен успех и така минуваат следните 2 години. 1913 година тој заради своите резултати што ги постигнува, особено на турнирот во Сан Себастијан и со своите сеанси, значи Куба ќе го вреднува неговиот труд, ќе го препознае неговиот капацитет и тој ќе биде амбасадор, практично почесен амбасадор на Куба низ светот. Првата мисија ќе му биде во Санкт Петерсбург во ноември 1913 година. Но и воопшто Капабланка ќе патува низ светот и ќе представува Куба на најдобар можен начин. Има една анекдота која што неговата сопруга, Олга Чемодаева, неговата втора сопруга, ќе каже имено кога требало да се направи протокол со белгискиот крал бил одушевен што Капабланка му доаѓа на прием и надвор од сите протоколи самиот се појавил пред Капабланка и побарал автограм одушевен од неговото шаховско творишто. 1914 година во Петербург ќе се игра турнир меѓу најсилните шахисти од тоа време. Тој ќе биде поделен на 2 дела, именно као полуфинале и финале. И во првиот дел Капабланка ќе биде убедливо прв, тој ќе направи 8 од 10 партии. Именно првите 5 мина се квалификувале за вториот дел. Таму Ласкер ќе направи извореден резултат 7 од 8 во вториот дел и за пола поен ќе биде пред Капабланка. Доаѓа Првата светска војна, сите се по дома, значи Капабланка се враќа во Соединетите Американски држави, победува на 3 турнири
1915, 16 и 18 година е убедливо прв, додека се разбира во Европа нема шаховски настани за време на војната. 1919 година, по завршувањето на Првата светска војна, Капабланка победува во Хестингс во Европа, каде повторно се враќа. Турнирот е традиционален, новогодишен, 10 до 11. И воопшто во овие војни години, последните 5 години, тој ќе има резултат од 48 победи и само 1 пораз. Тоа покажува колку Капабланка бил силен и впрочем многувина мислат дека неговиот најголем дострел и најголем капацитет, односно најголеми можности, биле во тие години од 1913 до 1920, иако неговите резултати до самиот крај на неговиот живот ќе бидат високи, или рече се до самиот крај. 1921 година во Хавана конечно Капабланка ќе има можност да го предизвика светскиот шампион Емануел Ласкер. Мечот е закажан на 24 партии, формула која што ќе се применува долго во средината и втората половина на 20-тиот век. Значи, и тука Капабланка убедливо ќе го порази Ласкер со 4:0 во победи при 10 партии. И иако нели било до 6 партии, но во 24, сепак Ласкер ќе го предаде тој меч, сваќајќи дека нема никакви шанси против Капабланка. Така Капабланка станува светски шампион во својата родна Куба, во својот роден град Хавана. Значи, ќе биде тоа празнувано со седмици, со месеци и воопшто, значи, тој ќе ужива известно време во својата титула, но веќе следната година во Лондон, 1922 година, значи ќе учествува на силниот турнир, каде што ќе победи со 13 поени од 15 партии, значи феноменален резултат. Алехин ќе биде на второто место, поени помалку, трет Видмар, четврт Рубинштейн, Боголюбов и така натаму. Значи, но лондонскиот турнир 1922 година е важен по така наречените лондонски правила, за кои што ќе разговарат во недостаток на Светската шаховска федерација, значи ќе разговарат учесниците на овој турнир, што ќе рече, освен Капабланка, Алехин, Рубинштейн, Боголюбов, Рети, Мароци, Видмар и Тартаковер. И тие, значи, правила практично ќе значат еден систем како тоа може да се предизвика светскиот шампион и светскиот шампион да мора да ја брани својата титула. Значи, тука се подпишува тој договор, каде што нели ќе се игра безлимитни мечеви до 6 победи, каде што контролата ќе биде 2,5 часа за 40 потези, темпо кој што беше вообичаено, да речеме, во 70-тите и 80-тите години. И јас сум играл многу партии на тоа темпо, долги години, кога партиите се прекинуваа во предкомпјутерското време, да речеме, нели? Наградниот фонд изнесува 10.000 американски долари во злато покриени, каде што шампионот добива 20% како хонорар што е брани титулата, а понатаму се дели наградниот фонд 60% за победникот и 40% за поразениот. И така да новиот шампион потоа, значи, треба да ги има истите критериуми и шампионот, значи, мора да одговори на предизвикот најкасно една година како ќе го добие, а како предизвикувачот ќе ги исполни своите задолженија првенствено во наградниот фонд. Во Њујорк 24 година стариот поранешен шампион Ласкер ќе биде половина поен пред Капабланка. Тој ќе го одигра турнирот на својот живот 1924 година. Тоа ќе покаже каква сила имал неговиот претходник, вториот светски шампион Ласкер, кој што исто така и во висока возраст постигнал врвни резултати. Москва 25-та, уште еден силен турнир, а тука Боголюбов ќе го одигра својот животен турнир, ќе биде еден поем пред Капабланка 1925 година и веќе доаѓаме полека до 1927 година, каде што се одигрува силниот меѓународен турнир во Њујорк. Значи,
27-та година. Каде што Капабланка триумфира, убедливо триумфира без пораз. Тој турнир значи е помеѓу 6 мина и Капабланка ќе освои 14 поени од 20 партии, при тоа не забележувајќи ниту еден пораз. Алехин ќе биде на второто место со 11,5, Нимцович 10,5, Видмар 10, Шпилман 8, а на последно 6 место е Маршал. Тој турнир се играше во 4 круга. Тоа само уште повеќе ќе зголеми, би рекол, само довербата на Капабланка. Тој смета како и многумина во светот дека е непобедлив. Но големиот руски шампион Александар Алехин веќе е доволно силен. Тој ги исполнува условите од Лондонскиот протокол и мечот помеѓу нив двајца се одржува во Буенос Ајрес. Значи се игра до 6 победи, безлимитен меч. Мечот поминува во многу изедначена борба и резултатот значи по 26 партии е 4:2 во победи за Алехин, но Капабланка ги испушта своите шанси прво во 27-та партија, а потоа резултат 4:3 и во 31-та партија, со што значи беше близу до 4:4 и не се знае како ќе завршеше тој меч, а вака скршен по тие пропусти во тие две важни партии, тој ги губи 32-та и конечно 34-та партија, значи Алехин го сигнува Капабланка од тронот по 6 годишно владење. Капабланка за тој период на шаховскиот трон ќе загуби само една партија. Значи за тие 6 години. И воопшто Капабланка е еден од чегистите кој што значи бил најтврдорев, не можеле значи многу ретко бил партија. Како и да е, значи тој продолжува да игра и по губењето на светската титула, се надева дека ќе успее да ја врати титулата, но неговите односи со Алехин силно се влошуваат и тој никогаш нема да добие можност, а тоа е штета голема за шаховската игра, што нема да дојде до меч реваншот помеѓу Алехин и Капабланка. Тоа ќе му создаде големи фрустрации, се разбира. И 31 година игра меч со силниот Еве, кој 4 години покасно ќе успе да стане светски шампион победувајќи го Алехина. Значи Капабланка игра со него меч од 10 партии, победува се 2 победи и 8 реми. Значи и од силниот Еве покажува дека е посилен. 30-тите години значи најсилен турнир, има неколку силни турнири, да речеме Москва и Нотингем се 36-та година, исклучително два големи шаховски настани. Во Москва Капабланка ќе победи со поен предност пред новата генерација шаховски звезди, предводени од Михаил Ботвиник, кој што ќе стане исто така светски шампион. Таму Капабланка ќе освои 13 поени од 18 партии, Ботвиник еден под помалку, трет ќе биде Флор, четврт Лилиентал, значи една нова генерација на шахисти. Додека во Нотингем тој ќе го подели првото и второто место со младиот Ботвиник. Интересно е што во нивната партија која што завршила реми, во еден момент Ботвиник си дозволил да понуди реми во дамска завршница, а Капабланка за големо изненадување на младиот Ботвиник го одбил предлогот и продолжили да играат. Во некој момент Капабланка решил дека е доволно и самиот предложил реми. Но на тоа не завршува нашава приказна. За тој интересен настан, кој што го раскажува, да речено, Ботвиник. Откако уште околу 1 час Ботвиник одговарал на разните прашања на Капабланка за дамската завршница и му оставил длабок впечаток на својот млад противник со своето разбирање на дамските завршници. Ботвиник му рекол: "Добро, вие денес и онака не можете да ме победите.
И расположение до тој момент Капабланка поцрвенел, го сменил изразот на лицето и праша, па како тоа не може? Така вели, јас денес направив 25 години. И се завршило со смејава добра атмосфера. Значи, се бори тој и со новата генерација доволно успешно, со младите шахисти, и тоа го покажуваат тие резултати, значи, 1936 година. Значи, тој се надева дека ќе игра за светски шампион, но тоа нема да се оствари. Тој ќе биде и најдобар на првата табла на својот последен настап 1939 година на Олимпијадата во Буенос Ајрес. Ќе игра и на турнирот кој што ќе се одржи големиот Авро турнир 38 година, каде што ќе победат младите Керес и Фаен, додека Капабланка прв пат во својот живот нема да биде меѓу наградените и ќе освои помалку од 50% поени. Повторно неговата вдовица вели дека Капабланка е бил болен на тој турнир, дека имал многу висок притисок и воопшто неговиот притисок знал да варира и нагло да скока. Именно тоа ќе биде и причина за неговата смрт, прерана смрт 1942 година. Значи, кога право од шаковскиот клуб Менхетен, каде што играл бридж таа вечер, бил пренесен откако е изгубил свеста во болница, но истата ноќ го загубил животот. Воопшто неговиот татко и неговиот син практично умираат од истите проблеми, значи тоа било наследно со високиот крвен притисок, иако Капабланка бил практично спортски тип, тој никогаш не пушел, не пиел, односно кога пиел добро вино, тоа било одмерено. Потоа многу бил успешен во тенис, велат дека бил многу висока класа, неговите тренери велеле дека доколку тој се посветил на тенисот сериозен, би бил еден од светските играчи, исто така бил одличен играч на билијар, а се раскажува дека и светските шампиони, односно од светска класа играчи на бридж барале совети од него. Значи, освен тоа, Капабланка бил најелегантно облечениот шахист во своето време, секогаш безпрекорно облечен, многу вкусно. Тој воопшто имал такви манери, би рекол, на човек кој што е посебен. Секогаш патувал со најдобрите превозни средства, со прва класа, многу сакал музика, сакал театар, сакал балет. Значи, еден човек едуциран со странски јазици, покрај англискиот, својот родниот шпански, одлично говорел и француски јазик и така натаму. Во Русија, Лондон бил негов практично омилен град, но тој бил скоро во сите престолнини, го поминал целиот свет, бил глобтротер. Исто така добро се чувствувал и во Русија, каде што вели народот вика ме носеше на раце од по неговите успешни сеанси на шах, значи каде што игра со многу противници, со неговите консултативни партии, исто така, а и со самите успеси на руските турнири, првенствено во Санкт Петербург и во Москва. Тоа би било така еден осврт за третиот во историјата на шахот, за големиот шампион, за еден од шахистите кој што е имал кристално чист стил, значи стил, но единствен. Боби Фишер ќе каже, многу ми намислат дека силата на Капабланка е во неговата прекрасна техника во игра во завршниците, но тие не сваќале дека Капабланка всушност нив ги победувал во средишница, дека средишница била дел од партијата, каде што Капабланка бил единствен, дека бил многу надмоќен над сите во своето време, особено во втората половина на 10-тите години од 20-тиот век. Сега ќе погледнеме две негови партии од разен период. Да речеме, едната ќе биде играна во Русија 1913 година против еден од најсилните руски мајстри Дусхотимирски, а другата
на турнирот, неговиот триумфален турнир 1924 година против Арон Нимцович. Капабланка со бели фигури против Дусхот и Мирски, партија играна во Петербург 1913 година. Капабланка се отвори со потегот Е4, на што следи така наречена шпанска партија Е5, конј F3, конј C6, ловец B5, А6, ловец А4, конј F6, мала рокада, ловец C7, топ Е1, сега сака да земе на C6 и на E5, затоа B5, ловец B3, D6, C3. 8 потези, така се игра и денес, ништо не е сменето во овој дел, сите тие се логични потези, но тука црниот игра конја 5. Именно тогаш со овој редослед се играла шпанска партија, не се играла мала рокада, затоа што црните се плашале малку од D4. Денеска се смета дека на мала рокада почесто треба се игра H3 профилактично насочено против ловец G4, па потоа D4, но добро, по конја 5, значи ловец C2, белополниот ловец е една од најважните фигури, не треба да се смени за конјот од А5, C5 и настап во центарот со D4. Напаѓа на E5, дама C7, конј BD2, конј C6. Сега, во оваа позиција, че белиот има практично заштедено темпо за H3, тој треба да затвори со D5, при тоа со темпо, и да на тој начин ќе има предност. Но Капабланка во оваа партија игра конј F1. Тоа е можеби единствениот, да речем така, непрецизен потек. Но Капабланка многу не се занимавал со отварањата и можеби сметал дека и со овој потек дека ќе биде се вред. Црниот реагира како што треба, C зема на D4, C зема на D4 и сега ловец G4. Значи врши притисок на точката D4. D5, конј D4, напад на ловецот на C2, ловец D3 и сега мала рокада. Тука е моментот кога Дусхот и Мирски, кој што е момент играл се како што треба, можеше да одигра и подобро беше да одигра конј H5. Тоа е во врска со слабоста на полето F4. И по ловец E3 да земе конј F3 и по F3 ловец D7, па на конј G3 конј F4. Значи тоа ослабено поле да го исползува црниот конј и тука црниот има сосема добра позиција, има многу добра контраигра. Но тој го пропушта моментот, игра мала рокада, а Капабланка ловец E3. И сега повторно црниот треба да се изјасни дали ќе земе на F3, ако земе конј F3, G-F3 и на ловец H3, конј G3, белиот е во ред, но тука не го погодува потегот со кој топ да дојде на C8, јасно е дека ќе се бори за отворената линија, но подобро беше топот Def на C8, а топот Да на C8 е непрецизен потек кој што Капабланка ќе го нагласи по прво ловец зема на D4, тој централизиран сирен конј мора да се елиминира, ED4 и сега A4. Гледате, го напаѓа на B5, дама B6, А зема на B5, А зема на B5 и сега H3. Сега црниот за да не губи време, а и нема ловецот каде добро да го носи, значи менува на F3, ловец зема на F3, дама зема на F3, конј D7. Коњот има две привлечни потези, две привлечни полиња, се извинувам, на E5 или на C5, топ од E на C1 и сега конј C5. Алтернатива беше конј E5, па по дама E2 да земе на C1, топ зема на C1 и на топ C1 да игра ловец G5. Значи да го жртва пешекот на B5, но да има активни фигури. Ќе има одредена компензација за таа жртва. Но Владимирски игра конј C5, што исто изгледа привлечно, но Капабланка реагира одлично. Чисто B4. Го напаѓа тој конј. Сега премногу е привлечно полето C3, каде што сака да дојде црниот конј и затоа Хотимирски игра конја 4, но тоа е грешка. Треба да земе на D3 и по дама D3, значи да одигра ловец на F6. Не топ C3, заради
топ C3 смена и конј е 3, па по ловец F6 конј C2, па на топ B8 топ A5. Гледате, тука белиот е јасно подобар, има притисок на B5, C пешакот е блокиран. Има одредена предност белиот, но по смената на D3 тој треба да дојде, значи, со ловецот на F6, да си го брани пешакот на D4 и по топ C8, топ C8, топ A5 да одигра дама C7. Повторно да даде тој пешак на B5 и по топ B5 G6. Тука има C линија, има активни фигури и има контраигра. Како и да е, конја 4 изгледаше премногу привлечно во врска со полето од C3, но сега Капабланка ќе одигра многу убаво и многу силно. Тој прво менува на C8, топ зема на C8, топ зема на C8 и сега E5. Извореден потек, ја отвара диагоналата за својот белополе ловец и е подготвен за дама F5 со двоен удар на C8 и на H7. Значи црниот мора да покрие G6 и сега E6. Гледате. Напаѓа на F7. Црниот брани, топ F8, а белиот конј G3. Значи конјот ќе влезе сега со решавачки ефект во игра. Сега ако земе на E6, F6, тогаш дама G4. Со решавачка предност, затоа што има закани и на E6 и, што е пострашно, и на G6. А дамата и конјот ќе направат мат на мрежата. Значи дама B7 и сега конј F5. Одличен, елегантен потек, гледате. Конјот оди на биено поле, но тој не може да биде земе, затоа што по G5, дама F5, црниот крал ќе биде матиран. И тој го зема конјот, го зема пешекот на F6, F6. Сега D зема на E6. Сега гледате, дамите се спротиставени, дамата на F3 и дамата на B7, но не може црниот да земе на F3, затоа што ќе добие меѓу потек конј E7 шах. Дама C7 и сега еден прекрасен, многу елегантен потек, многу карактеристичен за Капабланка и за неговите чуени мали комбинации, но тие мали комбинации предходно секогаш биле подкрепени со вистинска, силна позиционна игра и позиционни предпоставки. И тука дама на C6, гледате, како елегантно ја остава дамата во празно, користики го геометрискиот мотив, нели, на дама C6 ке следи прво конј E7 шах, па конј C6, така црниот би загубил фигура, значи тој мора да отстапи, дама D8, сега конјот конечно менува на E7, дама E7 и ловец B5. Гледате, белиот успеа да освои пешак. Сега да ја видиме реализацијата, која што исто така ќе биде поучна. Значи по ловец B5 црниот мора конј C3 и сега повторно дама D7. Црниот мора да смени, дама D7, ловец D7 и сега топ на B8. Веднаш го напаѓа пешекот на B4. Тука имаше и други можности црниот, освен топ B8, да речеме да игра конј D5. На тој начин да нападне на B4 и да го пази потекот E7, што е главна закана сега на белиот, тоа е многу силна закана, но тогаш би следело топ D1 и по конј F4, и по топ F4, G3, го напаѓаме топот, топ E4, ловец C6. И на топ E5, топ D4, белиот победува. Значи по ловец D7 зема, топ B8 е изборот на Хотимирски, тоа е правилно. E7, пешекот оди напред, крал F7. Сега гледате, не се залетува белиот со E8, затоа што црниот ќе земе и овој конј е опасен, затоа што D4 пешекот ќе биде многу опасен, D4, D3, D2 и D1, затоа прво топ E1, за да го натера црниот сам да блокира со топот на E8, затоа што сега, ако игра сега D3, тогаш E8 дама, шах, топ зема на E8 мора, ловец на E8, повторно шах, крал F6 и сега топ E3. Па на D2, белиот стига токмус на време со ловец А4 да контролира на D1 и по конја 4 топ D3. Значи топ E1, многу прецизен потек по крал F7 и црниот мора топ E8. А што мора топ E8? Тоа значи дека
ловец зема на e8, крал зема на e8 и сега топ e6. Топ e6 за да го брани d пешекот од позади. Сега на d3 се разбира топ d6, затоа d5, крал f1. Сега ако d3 крал e1 и кралот блокира, конј b5, крал e2, конј c7, топ e5. Гледате, црниот е сега целосно изгубен, конј a6, b5, конј c5, b6. d3, крал d2 и црниот се предава во оваа позиција. Значи 1927 година во Њу Јорк, турнир на 6 минута најсилни. Добро, се исклучок на Емануел Ласкер, каде што играле во 4 круга. Нимцович се отвори со потегот e4, а Капабланка се брани со Карокан. Карокан е едно цврсто, солидно отварање, кое што Капабланка го играл со голем успех во вториот дел од својата кариера. d4, d5 и e5, блокадната, така наречена блокадна варијанта на Карокан, која што последниве 20 години е најпопуларна против Карокан и е најчесто играна и се смета за најопасна и ден денес. Значи по e5 се ослободува полето f5 за белополниот ловец на црниот, тој веднаш доаѓа ловец f5, ловец d3, смена на d3, дама d3 и e6. Конј c3, дама b6. Значи контра да играта на црниот е насочена против пешекот на d4, но исто така црниот има малку стесната позиција, но без слабости сака да ги смени дамите, така ќе го намали потенцијалот на белиот да нападне на кралското крило. Конј e2, сега дама a6 е сосема добар потек, но Капабланка игра поостро, игра на победа, веднаш настапува со c5, d зема на c5, ловец зема на c5 и сега мала рокада. Конј e7, конј a4, белиот решава да го уништи силниот црнополен ловец на противникот, дама c6, замена на c5, конј c5, дама зема на c5, ловец e3, дама c7. f4, брани на e5, зафаќа простор на кралското крило, а црниот конј f5. Сега c3, тоа е, би рекол, млак потек, значи белиот, во согласно со своето учење, смета дека ќе има силна база во центарот на d4. Црниот конј c6 се развива, топот да на d1 и сега еден многу лукав потек g6. Се смета дека на прв поглед ништо црниот не прави со овој потек. Нормален потек беше h5, да му направи упориште на конјот на f5, но тој практично го провоцира својот противник веднаш да го избрка тој конј. И наместо ловец f2, на што би следело h5, Нимцович игра g4. Тоа е голема стратегиска грешка и ќе видиме дека од сега па до крајот на партијата Нимцович ќе биде во подредена улога. Сега следи конј на e3 и на дама e3, клучниот потек, тоа е потекот h5. Што е идејата на црниот? Тој сака да ја закости пешачката структура на кралското крило за белиот да нема напад, евентуален, кон неговиот крал, што инаку нели е лајт мотив и воопшто план, заради силниот пешак на e5 и отсуството на фигури на кралското крило, белиот би сакал да нападне подоцна со f5, но сега по h5 точно се наоѓа на расчекор, затоа што ако ја држи низата со h3, црниот ќе земе hg4 и по hg4 ќе нападне прв. Или со g5 веднаш, или прво голема рокада, па g5. Тогаш пешекот на e5 ќе биде слаб и белиот ќе биде слаб по h линијата. Значи кралот ќе го заслони на другата страна, затоа g4 беше позициона грешка. А g6 беше лукав потек со кој што го испровоцира свет противник Капабланка, значи по h5, g5, но сега веќе е пломбирано
кралското крило и црниот може мирно да направи рокада, не плашејќи се од никакви напади. И тој тоа го прави. Сега неговата контраигра ќе биде во центарот и на дамското крило. Ќе видиме како тоа вешто ќе оди. Коњ D4, дама B6. Значи важно поле D4 и C линијата. Особено полето C4 ќе видиме. Значи по дама B6, топ F2, топ од F на C8, A3, тоа покажува дека белиот нема план, чека, топ C7, топ D3 и коња 5. Сега, коња 5 не е сосема прецизен потек, но Капабланка ќе види дека коњот практично не треба да оди на C4. И тој ќе го коригира својот план, затоа што ако оди коњот на C4, тогаш ќе се појави повторно потенцијална зака на F5 и на F5 E6, затоа по топ E8 прво парира да нема F5 и по крал G2 се враќа со коњот на вистинското место. Значи, коњ C6, топ D2, топ од D на C8, кога нема закана од F5 и сега на топ E2 коњот доаѓа на E7. Значи, неговото вистинско поле практично е на F5. Сега ќе видиме, топ од E на D2, топ C4. Гледате, помина демаркацијната линија црниот и полека сега ќе го превзема својот противник, ќе му ги земе сите важни полиња на шахската табла. По топ C4, дама H3, крал G7 за да возможи коњ F5, сега ќе видиме како е тоа. Топ F2, A5, црниот засилува на дамското крило и сега игра коњ F5. Белиот практично мора да земе прво и нешто следи G зема на F5. Значи по GF5, видите, предходниот потек му беше крал G7, за да на дама H5 да го има потекот топ на H8. Ја напаѓа дамата и по дама F3 сега топот доаѓа на H4. Скрате два пати виси на F4. Нема како згодно да брани. И по дама F2, например, би следело дама F2 и на топ F2 топот C на F4. И сега заради слабоста на пешекот E5 и на пешекот G5, белиот би дошол во загубена топовска завршница, например, топ F4, топ F4 или загубена пешачка завршница. Белиот практично морал топ D4 да одигра, замена на D4, дојдовме во пешачка завршница, топ D4, CD4, крал G6. И по изнуденото H4, крал H5, па по крал G3, A4. Гледате, сега ќе дојде во цванка, односно во изнудица белиот. Тој мора да брани на H4, но по крал H3 следи F4. И сега белиот нема потек. И не губи своите пешаци и партијата. Значи, по одличното коњ F5 и замената на коњите на F5, белиот игра дама F3. Крал G6. Топ од D на D2. Значи, белиот мора да чека. И сега Капабланка, конечно, топ E4. Моќен, централизиран, двојно бранет топ на E4. А полето C4 ќе остане за другиот топ и воопшто за тоа ќе биде као трамболина за црните фигури. По топ E4, топ D4, топ C4, дама F2 и сега уште еден одличен потек, дама B5. Дамата е стрела таа диагонала, држи диагоналата A6 F1, напаѓа и на B2. Сега, например, ако белиот земе на C4, тогаш дамата ќе земе на C4 и по топ D4 дамата ќе дојде на B3. Крал G3, топот C на D4. Гледате, се отвори диагоналата и за дамата и сега, ако земе со топ, тогаш ќе добие топ E2, затоа дамата на B5 стои одлично, значи мора да земе со C. CD4 и сега црниот дама C4. Уште еден одличен потек, ја контролира C линијата, врши притисок на D4 и воопшто белиот има се помалку и помалку потези. Тој мора повторно да чека и да внимава да не загуби веднаш. Крал G2 и сега игра карактеристична за големите шахисти.
Значи, црниот го има сето време на овој свет и тој полека е засилува позицијата максимално пред да премине во решавачки дејства. Прво B5, крал G1, B4, AB4, AB4. Гледате, сега со овој пешак на B4, тој практично ги контролира тие важни полиња C3 и A3 на отворените линии и друго. Значи, во некој момент може да дојде и на B3, за да има упориште на C2 за своите тешки фигури. И така ќе бидат добиени сите завршници дамски топовски пешачки, односно дамски топовски, затоа што никош не ќе може белиот да смени на C2, ако дојде до тоа, да. Но по крал G2 сега црниот конечно го е. Освен што е на C линијата контролира, сега го контролира практично и првиот ред. Сега дамата го зима на ниша на топот на D2, пешакот на B2 и пешакот на F4 индиректно. Сега да речеме, ако белиот одигра H4, тогаш ќе следи тој потек B3. И се гледате, белиот е во цмцванка, нема ниту еден потек. Добар, затоа по дама C1 тој игра крал G3. Но на крал G3 дамата сега пенетрира на H1 длабоко во белата позиција, во белиот табор. Се практично, што е да игра белиот, нешто наскоро ќе загуби. Например, тој игра топ D3, го пази третиот ред, но ако игра, например, дама F3, тогаш H4 шах, гледате, ги е загубил дамата. Ако дамата дојде на G2, затоа што црната дама на H1 е исклучително опасна, тогаш може да следи замена дама G2 и сега ако крал G2 топ F4, ако топ D2, тогаш топ, ако топ G2, тогаш топ D4, загубена топовска завршница, а ако игра топ E2 потек, тогаш може да следи топ E2 и на дама E2, дама G1 шах. Гледате сега на крал H3, на крал H3, на крал F3 дама D4, на крал H3 исто така дама D4, ќе загуби во дамска завршница. Така, по дама H1, белиот игра топ D3. Сега топ E1, сега двете црни фигури на првиот ред, значи, ќе создадат многу закани, топ G1, топ F1 и така натаму, и сега тоа белиот не може да издржи уште неколку потези само може. Топ F3, топ D1, гледате, повторно е тешко на белиот, му е тешко да најде потек, тој игра B3. Ако играше, например, крал H3, тогаш ќе добие елегантен потек топ D2. И сега дамата е нападната, кога земе топот, тогаш дама F3 и дама G4 мат. Од друга страна, ако одигра топ B3, например, топ B3, сега дамата повторно се враќа во центарот, напаѓа дама E4, напаѓа два пати на D4 и по топ B4, топ D3 шах и по крал H4, топ F3, напад на дамата и напад на F4 со мат. Значи по B3 сега топот доаѓа на C1, затоа што тој сега може да калкулира и со полето C3, се разбира. Топ E3, цунцванке овде по топ C1. Топ E3. Значи варијантите се многу убави, затоа ги илустрираме сите. Горе-долу што се ова критична, ова е завршна фаза од партијата. Топ E3 играно во партијата, а ако играше, например, H3, таков потек, H3, тогаш топ G1 шах, мора крал H4 и се е супер, убав мат, убава матна слика со топ G4, затоа што H3 пешакот е врзан. Ако игра дама D2, тогаш следи H4. Сега топот на F3 е небранет. Ако игра дама E2, тогаш дама G1 шах и на дама G2 дама зема на D4. А ако игра крал H3, значи по топ C1, уште ако одигра крал H3, тогаш ќе добие топ C2. Гледате, топ C2. Повторно привремена жртва на топ и мат на дама C2, дама F3, дама G4. Значи одлични финалиња, одлична чиста партија, прекрасна партија. Значи по топ E3, потекот кој што е 46-тиот потек играм во партијата, следи топ F1 со напад на дамата и на дама E2, дама на G1. Шах и по крал H3, топ E1. За да го ја одвлече дамата од диагоналата D1 H5, сега на дама E1, дама G4 мат, така, а ако игра
а во спротивно топот ќе го изеде белиот топ. И тука белиот се предава, би рекол една прекрасна победа на Капабланка, чиста победа, онака како што играше Капабланка. Тоа би било се за оваа емисија Шах со Љубиша Андоновски, почитувани. Верувам дека можевме да го видиме шаховскиот профил, да уживаме во двете партии што ги од Раул Хозе Капабланка, значи творештво од чието партии учеле многу генерации шахисти и кое што е, би рекол, незаобиколно, четиво за сите генерации што доаѓаат.